борба со корупција треба да е перманентна. Може би да бидеме ние и Швајцарија и Шведска, пак борба со корупција мора да има. Јасно, веројатно кога е јавно амбасадор на САД кажува неколку пати, него кажува тоа врз основа на било какви информации, и значи дека посочува дека има некаков проблем. Ве прашувам, каде е проблемот според вас, ако сметате дека воопшто има проблем? Не. Или мислите дека нема борба со корупцијата? Не, ама јас ви одговарам на прашањето овака. Јас кажувам дека и во Македонија има корупција. Така. Зборам за Но дали има борба со корупцијата? Тоа е најважно. Значи, ние мораме да изградиме институции, добар систем за борба со корупцијата. Значи, прво систем што превентивно ќе делува, што ќе одвраќа од идејата дека неказниво ќе поминеш ако си коруптивен. Тоа е едно. Неказнивоста е секако проблем, да. Така е. Значи, ако имаме ние јаки институции, кои што ќе се борат перманентно со корупцијата, тогаш само по себе ќе дојде корупцијата да се намали. Значи, таа борба нема да биде денеска е среда, до петок ќе завршиме работа, ние не откриваме убиство. Значи, таа борба треба да трае, таа постапување на државата треба да е перманентна. Второ што мора да се направи, што никој не го кажал до сега, што јас го кажам, не е битно во име на адвокатите или во свое лично име, е да мора да се направи воспитно образовен систем некој, да децата, младите, уште од најрана возраст се учат дека да не се дава пари за корупција или друг вид на корупција, бидејќи не се само пари во игра кога е корупција, се разни услуги и така натаму. Значи, треба тој едукативен систем да влијае. Тоа се мерки за превенција на корупција. Но, ако збориме за конкретни предмети за висока корупција, или каква е состојбата според вас на тоа поле? Ние се соочуваме со тоа дека и предметите на СЈ кои што беа за корупција, некои се соочуваат со застарување, некои се заглавени веќе во судски постапки. Мислите ли дека и тоа влијае и на впечатоците и на тоа колку и докаде е борбата со корупцијата, а паралелно отварањето на нови предмети? Се слагам ја дека борбата со корупција треба да биде перманентна, ама не само со корупцијата, него со сите облици на криминал. И организираниот криминал. Нас со Шведска и Данска и Америка ние се разликуваме само во степенот на криминалот. Колку имаме ние криминал и колку имаме корупција, колку имаат они. Значи, и веројатно начинот на кој што се бориме, да. Корупција и многу сите облици на криминал, значи нешто не функционира. Значи не функционира и дека таа борба треба не само со корупцијата, сега председателот каже и дека од мали децата треба да се спремаат на правилен начин да се воспитуваат. Значи кај нас и образовниот систем е во колапс. Значи како ние ги спремаме младите за утре, дали дека треба да се спровираат по партиска. Значи добро, младите секако не се проблем сега со состојбата со корупцијата во која што се наоѓаме. Ќе бидат тие и овие. Моменталната состојба имаме предмети кои што, како што кажав, кои што се очекува конкретни случаи за висока корупција. Ама сега, тоа како тргнало, значи како тргнало, така ќе заврши. Значи, воопшто СЈ како тргна, начинот на кој го бираа, за моја несреќа ја знам како се бирани обвинителите таму, значи од начинот на избора на обвинителите, колку е тоа уставно и колку е неуставно таа институција, од сето тоа така заврши СЈ. Како се работеше со тие предмети у СЈ, не можеме да очекуваме сега ку знае колкав успех. Значи едноставно не можеме да очекуваме ку знае. Тука и предметот за преслушувањето каде што вие сте оштетен. Ама нема ја по тоа преслушување и затвор бев. Не само што сум оштетен, него тие телефонски разговори и затвор бев. Ама јас што да направам, така не функционира правниот систем.
Значи тоа е болка која не можеме ние како адвокати да ја решиме, ние можеме само да даваме допринос како комора за подобро правораздавање во државата. Меѓутоа, судството треба да си го реши тоа пред се. Односно, власта треба да си го реши. Ако има волја кај извршната власт и кај законодавната власт, ќе биде многу лесно да се среди судството. Ама додека нема таква волја, значи нека и оваа власт, уназад 30 години зборувам. Значи тоа ја не гледам, стварно не гледам ја сега излез, барем брз излез од оваа криза. Јас верувам дека доколку некој здраво се зафана со реформи во судството и доколку има поддршка од сите, и од Сдружение на суди, и Сдружение на обвинители, адвокатска комора, за да мрдне судството напред 20%, 30% ќе им треба 4-5 години. А за да се врати во еден нормален тек, ќе му треба 20-30 години. Тоа треба граѓаните да го знаат. Не може преку ноќ сега од овие судии да направиме поинакви судии. Мене ми е многу жал за судии прекрасни и обвинители прекрасни со знаење и со поштење, што ние сега сите ги изначуваме дека се корумпирани или дека се неквалитетни, затоа што многу помалку се неквалитетни, ама доаѓаат до израз. Секако не се мисли на сите судии обвинители, но треба да се најдат тие што се такви. $3 тоа е тоа. Господин Кадиев, околу корупцијата, каде гледате вие слабата точка, која и што треба да се промени? Нашето законодавство ги дозволи сите алатки кои што се потребни за борба против корупцијата. Значи, државата ги има сите можности. Дозволивме со овие специјалните истражни мерки, значи се навлезе и во сферата на човековите права, со исклучива цел за да се даде алатка на државата, да може да токму оваквите случаи на корупција да може да ги процесуира, да ги гони, бидејќи најтешко докажливи се навистина таквите случаи на корупција. Ама гледаме дека ефект нема. Што не води до размисла дека веројатно не се нешто применува иако постои. Така да можеби недоволната екипираност. Еве гледаме се судираме со недостаток на јавни обвинители, недостаток на судии, можеби една од причините. Меѓутоа сметам дека иако можеби една од главните причини, дека сепак можеби малку повеќе треба да поработат органите на откривање на ваквите случаи на корупција. Мислам дека алатките ги имаат и дека доколку се има волја може да се постигне многу повеќе.